21 мај е резервиран за детскиот фестивал Јаболчиња, на кој повторно и оваа година ќе бидат испеани голем број хитови. Овој пат фестивалот прославува 21 година од своето постоење и повторно ќе се одржи во Центарот за култура во Тетово. Како што вели уметничкиот директор на фестивалот Никола Димовски Тмница, досега се снимени 13 песнички. Дел од нив веќе се снимени во студиото Тмница. Очекувам од гостивар имам исто така учесници и тие да дојдат деноиве за да ги направиме демо снимците, за да можеме после тоа на нив да работиме аранжман и снимање на вокали и бек вокали. Децата во Тетово, гостивар еве сега, а и најново еве имаме вчера беа луѓето од музички бранови од Кочани, детскиот фестивал, кои што сакаат да имаат соработка со Јаболчиња и со студиото Тмница, кои што сакаат да им изработи песни и снимање на вокали и аранжмани, ама за тоа, потоа, во секој случај сакам да кажам дека сега, моментално, со студиово Тмница, со неговото отворање е многу полесно и побрзо за работење. На овој фестивал настапувале голем дел од тетовските музичари, кои денеска градат успешна кариера. Димовски вели дека тие се уште се дел од фестивалот и даваат свој придонес, креирајќи нови песнички за сегашните генерации. Старосната граница на учесниците е од 4 до 9 години. Кај нас старосната граница е од 4 години, најмногу до 7, 8, еве 9 години нека биде границата, со тоа што над 9 години сите рачунаат дека се големи. Тоа е грешка на родителот. Значи, детето знаат до кога е дете. 12, 13, 14 години. Се знае. И сите оние можност и за изградување на еден квалитетен вокал, ако веќе мисли да се бави и понатаму, како што беше Магдалена Цетковска. Ена нон-стоп доаѓаше, дури постоеше, она дури не постоеше, она, да речем, тинеџерка. Ама беше секогаш присутна на Јаболчиња. На вчерашната свечена седница по повод денот на општина Тетово за фестивалот Јаболчиња беше доделено признание за придонеси во музичката област. Димовски наградата ја посвети на сите досегашни учесници и соработници на фестивалот и истакна дека Јаболчиња се символ на градот Тетово, местото каде што 21 година се менуваа генерации и се пееа детски песни.